и меѓу најдобрите согласно резултатите во регионалната АБА-2 лига. Им недостигаат всушност само една победа за да се најдат меѓу најдобрите 4 екипи во Европа, инаку тие се единствениот клуб од Македонија кој што се надпреварува во моментов на ова регионално надпреварување со силни екипи. На оваа тема ние подготвивме и прилог, па предлагам доколку е подготвен да го погледнеме. Значајни резултати бележи единствениот женски кошаркарски клуб од Североистокот. Кошаркарките на Крива Паланка на врвот втори на листата од домашното првенство, но само една победа ги дели да влезат и меѓу најдобрите 4 екипи во АБА-2 лигата. Тие се единствениот клуб од државата кој се надпреварува во регионалната лига со екипи од Словенија, Црна Гора, Хрватска и Австрија. Од стручниот тим задоволни од досега постигнатите резултати, се надеваат сезоната ќе завршат на првите места. Многу значи. Кога се вратиме од турнирот во АБА-2 лигата, доаѓаме многу помотивирани и кога играме домашна лига сме многу поопуштени. Соборавме доста искуство со АБА-2 лигата. Ние сме ова година единствен тим што се надпреварува надвор од македонската лига и мислам дека тоа ќе ни донесе позитивен исход на крај на годината во домашното првенство. Екипата е одлична, пред се сите добри девојки, добри карактери, каде што тренираат напорно секој ден и имаат желба за двојна круна во домашната лига и каде што се стреламе и да бидеме во топ 4 во АБА-2. Кошаркарскиот клуб Крива Паланка ја има талентираната Михаела Алексовска, во неколку наврати прогласена за најдобра млада кошаркарка, капитен на младинската кадетска репрезентација, но игра и во сениорската. Таа беше и првата кошаркарка од Македонија која учествуваше на интернационалниот НБА камп кој се одржа во Милано, Италија. Но освен Михаела, боите на клубот ги брани и младата Глорија Груевска, добитничка на стипендијата Спортска надеж од Министерството за спорт и Сојузот на спортски федерации. Со овој спорт започнала да се занимава од 6-годишна возраст. Денес, задоволна од постигнатите резултати, се надева сезоната ќе ја завршат успешно. Имам учествувано на различни кампови од репрезентација. Претходното лето учествував на Европско првенство до 16 и до 18 години. Исто така сум благодарна на тренерите што веруваат во мене и што имам голема минутажа во прва лига. Верувам во целиот тим, исто така и во тренерите, исто така и тие веруваат во нас и очекувам да постигнеме големи резултати. Паланчанки за прв пат оваа сезона излегоа на меѓународната сцена. Предизвикот, но и очекувањата се големи, но успехот уште позначаен со оглед на фактот што повеќето од младите се од сопствената школа на клубот. Да им посакаме успех во домашното првенство, но и во земјава да се вратат со европски трофеи. На самиот крај најавувам ново линковско вклучување за сосема кратко на нова тема, состојбата со јавното претпријатие Пазаришта и идните планови и содржини кои што ги има новото раководство, се со цел подобрување на финансиската состојба. Студио.